Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со заменичката генерална секретарка на Обединетите нации, Амина Мохамед, при што изразија сочувство за трагедијата во Кочани и ја истакнаа важноста на меѓународната солидарност во вакви моменти. Мохамед нагласи дека ниту една земја не треба да се справува сама со вакви загуби и ја пофали одлуката на државата да испрати дел од повредените на лекување во странство. Во разговорот за улогата на Обединетите нации, соговорничките се согласија дека по 8 децении постоење, неопходни се реформи за да се соочат со современите предизвици. Силјановска-Давкова истакна потребата од градење почитувано и инспиративно лидерство, комбинирајќи реализам со идеализам, право и етика. Мохамед додаде дека Обединетите нации мора да ги задржат своите вредности и принципи, докажувајќи им на сегашните и идните членки дека имаат бенефит од членството. Осврнувајќи се на евроинтеграциите на Македонија, Мохамед нагласи дека е важно Обединетите нации да се заложат за земји како нашата, кои неправедно и предолго чекаат за влез во Европската унија. Силјановска-Давкова, во обраќањето пред постојаните координатори на Обединетите нации од Европа и Централна Азија, посочи дека иако светот претрпе длабоки трансформации, структурите и процедурите на Обединетите нации останаа главно непроменети. Таа потенцираше дека се неопходни суштински реформи за да станат Генералното собрание и Советот за безбедност по демократски и по одговорни институции во одржувањето на меѓународниот мир и безбедност. По повод Светскиот ден на здравјето, невладините организации ХЕРА, ЕСЕ, Иницијативата за правата на жените од Чуто Оризари и Сдруженијето заедно посилни апелираат до државата да ги зголеми инвестициите во здравствената превенција и да обезбеди квалитетна и достапна здравствена заштита. Тие истакнуваат дека системските недостатоци доведуваат до тоа многу жени, девојки и ранливи заедници да останат без навремена и соодветна здравствена грижа. Организациите нагласуваат дека државата не смее да дозволи генерации да растат без основна здравствена заштита. Тие потенцираат дека инвестирањето во превентивни гинеколошки и педиатриски прегледи, како и во програми за заштита од заразни болести, е клучно за подобрување на здравјето на населението. Според нив, овие инвестиции ќе резултираат со намалување на смртноста и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Невладините организации посочуваат дека тековните буџетски алокации за здравствена превенција се недоволни и дека е потребно зголемување на средствата за да се обезбеди универзален пристап до здравствени услуги. Тие исто така апелираат за подобрување на инфраструктурата и условите во здравствените установи, особено во руралните и маргинализираните заедници. Во заклучок, организациите повикуваат на итна акција од страна на надлежните институции за приоритизирање на здравствената превенција и заштита на најранливите категории на граѓани, со цел обезбедување здрави почетоци и надежна иднина за сите. Поради силниот ветер што ја зафати областа Дубровник, неколку авиони кои требаше да слетаат на аеродромот Руѓер Бошковиќ беа пренасочени кон други дестинации. Авионите на EasyJet и British Airways од Лондон, како и авионот на Ryanair од Берлин, беа пренасочени во Бари. Дополнително, летовите на Ryanair од Стокхолм, Виена и Краков, KLM од Амстердам и Croatia Airlines од Франкфурт и Загреб беа пренасочени кон Сплит, летот на Austrian Airlines од Виена беше откажан. Голем број летови од Дубровник до европските дестинации се откажани или одложени. Во последните израелски воздушни напади врз појасот Газа, загинаа најмалку 32 лица, меѓу кои повеќе од 10 жени и деца, соопшти Министерството за здравство на Хамас. Израел го прекина примирието со Хамас минатиот месец и зазеде територија за да изврши притисок врз милитантната група да прифати нов договор за примирие и да ги ослободи преостанатите заложници. Повеќе од 1 месец го блокираше увозот на храна, гориво и други потреби во оваа крајбрежна енклава. Доцна вчера, израелската војска им нареди на палестинците да евакуираат неколку населби во Централна Газа, откако беа истрелани околу 10 ракети од територијата. Во текот на ноќта, израелски напади погодија шатор и куќа во градот Кан Јунис, при што загинаа 15 лица, меѓу кои деца и жени. Во нападот во бегалскиот камп Џабалија загинаа најмалку 4 лица, а 6 други, вклучително и 3 деца, настрадаа пред пекара во градот Газа. Во Тексас, САД, се влошува состојбата со ширењето на сипаници, откако уште едно дете почина од оваа болест. Здравствените власти изразуваат загриженост поради зголемениот број на случаи и апелираат до родителите да ги вакцинираат своите деца. Според последните податоци, бројот на заболени значително се зголемил во последните недели. Експертите предупредуваат дека невакцинираните деца се најподложни на инфекција и потенцијални компликации. Здравствените работници продолжуваат со напорите за едукација на јавноста за важноста на вакцинацијата и преземање мерки за спречување на понатамошно ширење на болеста.